И конечно да појдеме во Дела 7 глава, 44 стих, каде што застанавме. Дела 7 глава, 44 стих. Ќе ги почитаме последните зборови од Стефановата проповед пред Синедрионот и конечно да завршиме со неја. Нашите татковци, вели, продолжува Стефан, има во пустината шатор или скинија на собранието, 44 стих. Како што беше заповедал оној кој му зборуваше на Мојсей да ја направи според образецот што го беше видел. Значи, и Стефан го споменува, како и Павле подоцна во Евреите, фактот дека Мојсей, односно шаторот, скинијата, светилиштето било изработено според образецот што Мојсей го видел. Но во последното до Евреите, Павле објаснува подетално и вели дека тој образец што го видел бил всушност небесното светилиште. Нешто што навистина постојало и постои и ден денес. Продолжува Стефан, 45 стих, во врска со скинијата. Неја татковците наши ја примија и со Исус Навин ја внесоа во земјата на незнабожците. Ветената земја, светата земја, красната земја некогаш била земја на незнабожците. А денес шо е? Исто, нели? Во земјата на незнабожците, што Бог ги отфрлаше од лицето на татковците наши, а тоа се случуваше се до времето на Давид, кој најде милост пред Бога, посака да му најде живеалиште на Бог Јаковов. Зошто Стефан ја завршува овде својата проповед, поточно тој немал намера да ја заврши, ќе видиме дека неговата проповед е прекината. Како и Павле кога ќе им се обрати на евреите од скалилата на храмот, таму во 22 глава. И народот, толпата ќе го слуша што им зборува. Им сведочи, им зборува за Христа, како го сретал Христа. И толпата сведочи, слуша мирно, се до еден момент кога се разбеснува и престанува да го слуша и ја прекинува, на тој начин ја прекинува неговата проповед. И Стефановата проповед ќе видиме тука дека е прекината. Стефан не ја завршил проповед. Туку е прекината. Зошто во последниот дел од оваа проповед ја споменува скинијата, шаторот, светилиштето? Се сеќаваме што беше обвинението. Зашто беше обвинет Стефан, како и Христос, како и другите апостоли? Да се вратиме 6 глава, 14 стих. Во 13-тиот, пред тоа прочитавме дека поставија лажни сведоци кои рекоа овој човек постојано хули на ова свето место. На шо мислат? Под свето место. На храмот, на Ерусалим, пошироко. И на законот. Го слушавме како зборува дека Исус од Назарет, тој ќе го разруши ова место. На што мислат? Христос рекол, разрушете секавате, да, мислејќи на своето тело, разрушете оваа скинија, овој шатор, и за 3 дена пак ќе го содзидам. Тие зборови беа исконструирани, значи, извртени од неговите непријатели, а овој тврди дека за 3 дена може да биде урнат храмот, да го урне храмот и за 3 дена да го изгради, да го содзида.
после Христос, кога прорекол пред крајот на својата мисија, дека храмот навистина ќе биде разорнет, нема да остане ни камен на камен од него, што нема да биде урнат, а и тоа влегло во досието на неговите обвинители. Еве, навистина, овој Исус и неговите следбеници проповедаат што? Дека овој свет храм ќе биде разорнат. И самото таа информација, самото тоа обвинение звучало страшно. Звучало богохулно. Божиот храм, светиот храм, овие проповедаат дека ќе биде разорнат. Така бил сватен и Еремија своевремено. Бидејќи Еремија го проповедаше истото во Божие име. И што велеа неверните израелци? Ти проповедаш дека овој храм ќе биде разорнат. Ти мора си лажен пророк. Тоа автоматски се гледа дека си лажен пророк. Ова Божјо свето живеалиште, како тоа можно како прво? Тоа е будалаштина, што зборуваш? Но Еремија, пренесувајќи господовите зборови, им велеше: престанете да зборувате црква Господова, црква Господова, црква Господова е ова. Престанете со тоа. Кога би бил денес Еремија, би им рекол: престанете со тоа, нашата света црква, нашата света архиепископија, нашата света ова, оно. Престанете со тоа. Туку навистина поправете ги вашите срца. Навистина покајте се. Навистина станете свети. Но како и во времето на Еремија, така и во Христово време Израел се наоѓал во катастрофално лоша духовна состојба, како и денешната црква. Зошто Христос прорече дека храмот ќе биде разорнат? Зошто служил храмот како прво? Зошто Господ заповедал да се направи светилиште? Која е првата причина зошто Господ заповедал да се направи светилиште? Во 2 Мојсеева самиот Господ кажува: и нека ми направат скинија, зошто? За да јас живеам помеѓу нив. Значи, зошто, ако некој гради куќа, зошто ја гради? Барем за да некој живее во нив. Дали ја гради за да никој не живее? Ако не живее Господ во храмот, ако не живее Господ во светилиштето, има ли функција тоа светилиште? Има ли некаква функција? Има ли смисол да постои ако Господ повеќе не живее во него? Нема. Кога Христос рече: ви се остава овој дом пуст, значи Божјата слава одамна не живее во него, уште од времето на Еремија, а тој самиот Христос, значи Божиот син, го напушта храмот, неприфатен и отфрлен од својот народ, и домот останал пуст. Веќе нема Божјо присуство во него. Нема смисол нито да постои. Но сето тоа е дел од обвинението сега и против Христовите ученици, и против Стефан. Затоа сега Стефан го споменува храмот, го споменува светилиштето. Значи светилиштето како скинија, како шатор, постоеше се до времето на Давид. 46 стих: кој најде милост пред Бога, посака да му најде живеалиште на Бог Јаковов. И веднаш прескокнува 47 стих, вели: а Соломон му изгради дом, но Севишниот не живее во ракотворени храмови, како што вели пророкот. Сега Стефан се брани со старозаветен текст. Кој текст? Што вели пророкот? Небото е мојот престол. Кој го вели ово, знаете? Или каде го пишува? Небото е мојот престол,
а земјата подножие на нозете мои. Каков дом ќе ми направите, вели Господ, или кое место е за мојата почивка? Со други зборови, вие луѓето, можете ли вие луѓето да направите дом за мене? За да ме опфатите мене целиот. Може ли да направите таков дом, со кој што ќе ме опфатите мене целиот, бесконечниот? Вели, небото е мојот престол, а земјата подножие на нозете мои. Доста само да го поставиме ова прашање. Дали може да се направи таков храм, таква зграда, или таква црква, или таква сала, просторија, во која што Светиот Дух ќе биде само во неа, а никаде надвор од неа. Значи, да го опфатиме целиот Свет Дух. Може ли такво нешто? Нема шанси. Бидејќи е бесконечен. Целата создадена природа, целата Вселена не може да го собере. Небото е мојот престол, а земјата подножи на нозете мои. Каков дом ќе ми направите, вели Господ, или кое место е за мојата почивка? Не го направи ли сето ова мојата рака? Значи и небото, и земјата, целата Вселена. И сега, продолжува Стефан, тврдоглави, тука е оној дел од проповета, кој што ќе предизвика силен гнев кај неговите слушатели, кај целиот Синедрион, и ќе биде прекината проповета. Тврдоглави и необрезани по срцето и ушите. Повторно од Еремија користи Стефан зборови што Еремија ги кажувал. Отвориме, например, во Еремија, 4 глава. Еремија, 4 глава, 4 стих. Во 3 вели вака: зашто вака им вели Господ на луѓето од Јудеја и од Ерусалим: изорајте си нови ниви и не сејте меѓу трње. И потоа вели: обрезете се заради Господ и симнете го крајчето од срцето свое, луѓе јудини и ерусалимски жители, за да не се јави мојот гнев како оган и да не пламне неизгасливо поради вашите злодела. Значи, обрезете го срцето и ушите. Тоа се зборови што Еремија ги користел кога го укорувал тогаш израелскиот народ заради нивниот отпад и беззаконие. И ова се зборови што Стефан ги повторува, но малку по-жестоко. Тврдоглави и необрезани по срцето и ушите, вие секогаш му се противевте на Светиот Дух, како татковците ваши, така и вие. Всушност тоа може да се каже за секој легализам. Секогаш кога луѓето ги ставаат човечките правила или човечките толкувања на Господовите правила над духовните начала, тоа е легализам. Тоа е легализам. Како во случајов, например, кога некои верници мислат дека единството се постигнува со клучеви, регистрации, а не со љубов, со дух, со покаяние, со духовните вредности. Тоа е легализам. Тоа е противење на Светиот Дух, противење на Духот на благодатта. Кого од пророците него гонеа вашите татковци, продолжува Стефан. Тие ги убија оние што го предвестија доаѓањето на праведникот,
чии предавници и убийци станавте сега и вие што го примевте законот преку ангелите, а не го одржавте. Како и Христос, кога им рече, штом сакате да ме убиете, вие сакате да ги вршите делата на вашиот татко ѓаволот. И вие не го држите законот, што Мојсей ви го даде. Штом сакате да ме убиете, вие не го држите законот. Вие кршите една кардинална заповед од законот. Истото го повторува и Стефан. И во овој момент неговата проповед е прекината. Затоа што 54 стих ни вели, кога го слушаа ова, срцата им се исполнија со гнев и со забите крцка против него. Замислите. А Стефан исполнет со Дух Свети. Да се сетиме што кажа Стефан? Тврдоглави и необрезани по срцето и ушите. На овие доктори по теологија, најобразованите луѓе во јудаизмот. Некој од нив читав своевремено цитати од книгата на Тейлор Банч. Еве го човекот, екце хомо. Има посебна глава во таа книга, каде што се зборува какви квалификации имале тогашните членови на Синедрионот, луѓето што му судеа на Христа. Сите тие знаеа по неколку светски јазици. Сите тие. Значи знаеа и латински, знаеа и грчки, знаеа уште што не. А биле евреи, се разбира. Си го знаеле староеврејскиот, кој што не бил веќе во употреба, се користел арамејскиот меѓу народот и така натаму. Знаеле можеби халдејски, вавилонски и така натаму. Персиски или фарси, како што се вика денес. Јазикот на иранците. Некои од нив биле толку големи стручњаци што знаеле да направат обдукција на човечко тело. И ја познавале совршено анатомијата на целото човечко тело. Тогашните членови на Синедрионот пред 2000 години. Ова сега нешто од тоа што се сеќавам. Имаше и други работи во врска со квалификациите на... Тоа беа многу учени луѓе, страшно учени, образовани и способни луѓе. Тие евреи што го мразеа Христа и што сакаа да го распрат и што во Синедрионот и конечно и донесоа таква одлука со 2 гласа против на Никодим и Јосиф од Ариматеја. Тие единствените двајца членови на Синедрионот кои што беа Христови симпатизери. Страшно учени, страшно способни луѓе. Елена Вајд вели, мислам дека беше во Копнежот на вековите, ако не се лажам, дека тие луѓе беа такви авторитети за еврејскиот народ. Значи, овие денешни верски водачи, било да ги земете синодот на МПЦ, било нашите водачи или било кој Тед Вилсон, тие не се ништо во споредба со овие. Овие биле толку големи авторитети како луѓе, како образовани, како учени. Елена Вајд вели што евреите од мала возраст биле воспитувани да гледаат на овие учители на законот со страво почит. Има еден таков цитат. И сега, ај Христос, како оној што тврдал дека и Божи син, дека и Месија, испратен од Отецот. Ама сега Стефан и неговите следбеници на овие луѓе да им рече тврдоглави и необрезани по срцето и ушите, да упати вакви обвиненија, вакви тешки, жестоки зборови. Што би помислиле ние да бевме тогаш присутни таму и да го слушавме Стефан? Лицето му свети како на ангел, и тоа сите го гледаат, и ние би го виделе, ама во моментот кога ги кажува овие зборови во 51 стих, сигурно ќе помислев, може би ќе помислевме вака, до сега проповедта беше добра, ама ова не му требаше. Нели така ќе помислат? Нели ќе речат повеќето адвентисти дека ова не беше христијанско? Ова не беше христијанско, ова не беше
Не беше ова исправно. Ова не е по бон тон, затоа не е исправно за луѓето. Ама што прочитавме во 55 стих? Стефан исполнет со Дух Свети. Значи Стефан бил исполнет со Дух Свети и кога ги кажувал овие жестоки зборови. Човек може да биде и гневен, а да не греши во тој момент. Можеш да бидеш и гневен, ревен за правда и исполнет со Дух Свети истовремено. Христос бил исполнет со Дух Свети и тогаш кога ги превртувал масите на менувачите. И тогаш кога шибал со прачка, иако не ги шибал луѓето, туку, може би, говедата тука разбркувал тоа. Што овците, јагнијата, сето тоа што било за продажба. И тогаш бил исполнет со Свет Дух. И тогаш кога велел породи змиини и така, и тогаш бил исполнет со Свет Дух. Не само кога зборувал на гората на блаженството. И Стефан се уште бил исполнет со Свет Дух. Додека забите на другите крцкаат против него, одеднаш се случува едно друго чудо. А Стефан исполнет со Свет Дух, кога погледна кон небото, ја виде славата Божја и Исус како стои од десната страна на Бога. Во тој момент Стефан почнува да гледа едно видение, што тогаш му се отворило. Зошто Господ тогаш му го дал тоа видение? Што мислите? Значи, проповета одеднаш е прекината на тој начин, што неговите слушатели почнуваат да го изразуваат својот гнев против него, како ова што сега се слуша додека јас зборувам, така додека Стефан ги кажувал зборовите од 51 стих, се слушаа забите на неговите слушатели. Почнуваше, значи, да се ремети тишината во салата, во собранието. И во тој момент Господ му дава видение на Стефан, да го види небото отворено, да ја види небесната светиња, за која што туку зборувал, и да го види Христа како седи од десната страна на Оца, од десната страна на Бога. И рече 56 стих: еве ги гледам небесата отворени и Синот човечки како стои од десната страна на Бога. Дури им посведочил за тоа што во моментот го гледа. Господ ја одобрил неговата проповед. Господ ги одобрил неговите зборови. Дури и неговиот укор сличен на оној од Еремија. Но тие извикаа со висок глас, ги затворија ушите своји и еднодушно се нафрлија на него. Замислете ваква сцена. Да беа адвентисти ќе викнеа полиција, сигурно. Да беше и МПЦ ќе викнеше полиција. Но овие не викаа никого, овие самите се нафрлија. Типично еврејски. Типично еврејска ревност и исламска. Исто така, само тогаш не постоја муслиманите. Овие се нафрлија врз него, лично. И понатаму вели: и откако го изведоа надвор од градот, почнаа на него да фрлаат камења. А сведоците ги оставија листове своји пред нозете на едно момче по име на еврејски Шаул, како првиот цар на Израел, царот Саул од истото Венијаминово племе, како и апостол Павле. Едно момче по име Савле, кој што исто така крцкал со забите, може би, или ако бил присутен, бил член на Синедринот пред своето обратување апостол Павле, кој што исто така, тоа е многу интересно, замислете да сте биле евреин што го мрази Христа и ги гони неговите ученици и потоа да станете негов апостол. Може ли да си го објасните тоа? И исто така бил во согласност со духот на
оние што го каменуваа Стефан. Стефан повикуваше и велеше: Господи Исусе, прими го духот мој. Потоа падна на колена и извика со висок глас: Господи, не примај им го ова за греф. И штом го рече тоа, почина. И веднаш вели првиот стих од 8 глава: Савле пак го одобруваше неговото убиство. Савле се согласуваше со убиството на Стефан, кое што беше криминал, не само според еврејскиот закон, како право Стефан, за да биде осуден на смрт со каменување, и Израел да беше независна држава, требаше да помине ни суд, требаше да му се суди. Требаше да се донесе пресуда за такво нешто. Овде немаше суд, немаше ништо. Значи, ова беше линч, беззаконие. Друго, живеја под римска власт, кога евреите не смеја самоволно да извршат смртна пресуда. Над никого, за ништо над никого. Додека тоа не го одобри римскиот гувернер. Во Христов случај, затоа им требаше Пилат. Како да го убедат Пилат да донесе таква смртна пресуда за Исуса. Но сега не читаме за никаков гувернер. Посат разни теории, дека во тоа време Пилат веќе бил сменет, а уште не стигнал неговиот наследник. А Елена Вајт едноставно вели во незината книга Дела на апостолите, дека евреите во случајов ги подкупија римските власти, за да прогледаат низ прсти, да замижат или да не превземат никакви мерки, затоа што евреите на своја рака го каменуваа Стефана. Типично за евреите. Да понудат пари, кои што незнаборците спремно ќе ги зграпчат со двете раце. Но ниту со пари, ниту со еврејските пари, ниту со еврејските банки денес сите, ниту со сите Рочелдови банки, со нив може да се рушат влади, може да се менува политика и на многу поголеми и посилни држави, но не може да се спречи Божиото дело. Не може да се војува против вистината. Не може да се војува против Евангелието. Не може да се војува против неговата црква. Како што самиот Павле од искуство, верувам, го имал предвид своето искуство кога ги напишал тие зборови. Зашто ништо не можеме против вистината. Се можеме за вистината, но против вистината ништо не можеме да постигнеме. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.